Чарлс Весли е најпознат како брат на Џон Весли. Двајцата се основачи на клубот на светите во Оксфорд и основоположители на една христијанска евангелска традиција, учесници во големата евангелска обнова на Англија од 18 век. Луѓе кои придонесуваат во голема мера за духовно пробудување. А друго нешто по кое што исто така е познат Чарлс Весли е што е наречен милозвучниот пеач на методизмот. Бидејќи е еден голем химнолог, тој е човек кој напишал многу химни, се смета дека напишал повеќе од 7000 духовни песни, духовни химни. На тој начин тој се впишува во редот на еден од најголемите англиски пишувачи на духовни химни. Познат е со една химна, така попозната химна, кој тој се напишал по повод некој јубилеј од неговото новораѓање, наречена е нека 1000 гласови, 1000 јазици, го фалат, го слават нашиот искупител. И тој самиот наведува дека инспирација за таа песна му служи текстот од делата на апостолите кои го разгледуваме денеска. Она прво големо чудо кое се случува, првото чудо од книгата Дела на апостолите, кое се случува пред едно од вратите на храмот, Иродовиот храм. Пораката на таа химна на Весли, на Чарлс Весли е радоста и инспирација секој оној кој искусил благослов од Бог, благодат, секој оној кој живе во оние времиња на освежување, треба да го фали Господ за добрините, што тој ги дава, за благодетите. И минатото поглаве, на крајот на минатото поглаве, видовме дека една од карактеристиките на црквата која е полна со духот и верникот кој е полн со духот е радоста. Видовме дека првите христијани со радост се собираа заедно, со искрено срце, радосно срце го фалеа Бог. И таа радост понатаму гледаме како продолжува и во втората глава, во третата глава, посебно во случајот со овој човек, просјак, кој е излекуван. Тој радосно скока во храмот и го фали Господ. Така, таа радост присуствува. И ова чудо, што го прочитавме, што ќе го разгледаме, е едно од бројните чуда што се случуваат после Педесетница, бидејќи видовме дека во оној опис на првата црква, сите луѓе, целиот Ерусалим беше така уплашен од многуте чуда и знаци кои се вршеа преку апостолите. И Лука избира од тие многу чуда кои се случуваат, токму ова да го запише овдека, како не знаеме дали е навистина првото чудо, но нашиот текст е првото чудо, кој се случува на Педесетница, како една потврда за Христовото воскресение, за неговата мок и продолжување на неговото дело преку служењето на апостолите. И изборот не е случаен на ова чудо, не е случајно Лука решава да го вклучи, бидејќи предизвикува таков публицитет, што ќе отвори можност за втората проповед. Така што во овие први глави видовме многу први нешта, видовме првата црква како се роди, животот на првата црква, првата проповед која ја роди првата црква, сега првото чудо и веќе одеме и на вторите работи, тоа ќе видиме втората проповед. Така, ова прво чудо ја отвара вратата, можноста за втората проповед на апостол Петар. Ајде да видиме описот што го дава Лука на ова чудо. Лука, рековме уште на почетокот, е добар раскажувач, тој ги задоволува високите стандарди на древната еленистичка историска школа.
со тоа што ни дава податоци, ни дава податоци дури и за тајминзите, ни дава добри описи на местата каде што се случува тоа, и дури во ова чудо, гледа, и овој расказ може да видиме точни локации, точен термин во денот и многу други ситници кои, например, некој друг автор не би ги спомнал. Значи, Петар и Јован тргнуваат додат кон храмот. Часот, тој вели е молитвениот час, тоа е 3 попладне, според еврејското 9 час, тоа е според еврејското мерење, или според нашото 3 часот попладне, или 15 часот. Тоа е времето после попладневната жртва, кога започна всушност и времето за молитвата. Доаѓаат побожните, посветените евреи во храмот, секој ден во тоа време, во 9 час, за молитва. Видов минатиот пат дека црквата, првата црква во Ерусалим, продолжува да го живее својот живот во еврејски контекст, бидејќи нормално е да се оди во храмот, за кој што Христос рече дека е домот на Отецот, и таму да се поклонува на Бог. Така да црквата, првата црква продолжува со своите сограѓани евреи, посветени евреи, да оди во храмот. Таму се собира црквата, во домовите и во храмот, и Петар и Јован исто така одат таму да бидат, нели, со останатите христијани, новородени христијани, останатите 3000 души, и одејќи кон храмот, таму има еден просјак, за кој исто така Лука ни дава како лекар по професија специфични податоци. Вели дека тој човек уште од утробата на мајка му е во таква состојба, е куц, сака, цел живот бил таков, не можел да оди, бил завис, неподвижен, тоест негови блиски го носеле пред вратата на храмот и таму просел за милостиња. Сосема неподвижен. Лука и доказ, нели, за неговата професија е начинот на кој посебно таквите текстови ги представува. Во многу од расказите во кои се говори за болен човек, например, другите евангелисти не даваат специфични податоци кои ги дава Лука, например, оној расказ за болеста на бабата на Петар. Останатите евангелисти велат дека била многу болна. Единствено Лука додава дека имала многу силна треска, тоест многу висока температура. Или па во случајот со жената со крвотечение, Матеј и Марко велат дека таа, Матеј пропушта да каже дека одел кај многу лекари, Марко вели дека одел кај многу лекари, дава многу пари, но тој додава Марко дека и тие ја направиле нејзината состојба уште полоша. Додека Лука пропушта да го каже тоа, не вели дека лекарите со своите услуги направиле состојбата да биде полоша. Така да можеме да видиме во деталите кај евангелистите, кај авторите, некои своји така човечки моменти вклучуваат, како например, не ви прави впечаток, единствено Јован во неговото евангелие вели дека тој пред Петар стигнал на гробот кога трчале. Или пак Јован за себе вели дека е умилениот ученик на Христос. Како и да Лука е специфичен во тој поглед, во тие податоци што ги дава, дури кажува и пред која врата на храмот бил поставен тој човек, и тој податок исто така значаен. Од историчарите, посебно од антиките на Јосиф Флавиј, знаеме дека таа порта била многу фреквентна, бидејќи била на источниот дел, тоест кон влезот кон дворот на назнабожците, тоест онаа врата низ која што најмногу поминувале луѓе. И тоа прави фреквентна врата со многу народ, како добра локација за човек кој проси. И од друга страна пак, Лука на тој начин ни дава една друга информација дека многу луѓе го знаеле тој човек. Тој човек скоро цел живот бил таму на таа врата. Многу луѓе низ годините поминале низ таа врата. Евреи од диаспората кои, нели, по закон оделе барем на еден од големите еврејски празници во храмот да принесат жртва,
сигурно го забележувале тој човек. Така да, тоа чудо што се случува, на тој начин привлекува големо внимание. Многу луѓе го знаеле тој човек и многу луѓе се сведоци на чудото што се случува понатаму. И така, додека се движат кон храмот, да влезат низ таа красна порта, за која меѓу другото Јосиф Флај вели дека целата била од бакар, тоест од по-невреден метал, меѓутоа таква била изработката на вратата, таков квалитет, што ја правила по вредност позначена дури од оние врати кои били изработени од злато и од сребро. И така Петар и Јован, одејки, поминуваат низ тој просјак и тој, како нормално, бара пари од нив, бара милостиња, и одека Лука пак внесува еден детал и вели, застанаа Петар и Јован и се загледаа во него. Не случајно тој детал го внесува, дури го повикуваат просекот и тој да се загледа во нив. Тие застануваат, погледнуваат и велат, и пишува овдека, го впери погледот во него и му рече, погледни во нас. Не вообичаена таа постапка, верувам сите сме имале искуство со просеци, и тоа секојдневно имаме по повеќе пати, и таа одејки нагоре кон север, северниот дел од Скопје, има на секој раскрсница и по инстинкт некако гледаме, ако се отворени прозорци да ги затвориме, да заобиколиме некако, да влеземе во некоја лента, бидејќи е непријатно некако, не толку давањето на пари, но сите оние вакво зборови што ќе се кажуваат и она молење и така натаму. Како и да е, по така инстинктивно гледаме да ги заобиколиме, меѓутоа Петар и Јован застануваат, го вперуваат погледот и велат, се ти гледај во нас. И тоа сигурно внесува надеж кај просекот, не е вообичаена постапката, но она што следи некако како да ги потопува надежите. И му вели Петар, значи злато и сребро немаме. И пред да потонат целосно надежите, додава, вели, но имаме нешто што да ти дадеме, во името на Исус Христос од Назарет, ти велиме, ти заповедаме, стани и оди. И му ја фаќа десната рака и повторно Лука во неговиот стил вели, се исправи и веднаш нозете и глуждовите, значи изглобовите, му се исполнија со сила. Представете се оние, не сте гледали не просеци, неподвижни просеци, има еден на улицата таму, на Бит пазар, седи постојано и зима и лето е со кренати вакво ногавици, нозете на таквите луѓе се атрофирани како прачки, се искривени. И он описот што го дава овдека Лука, дека сето тоа се исполнува со сила, најнаш, во еден момент. И дури додава Лука, и кога застана на нозе, скокна. Скокна како елен. И почна да скока, тргнаа Петар и Јован, и тој човек, кој до тој момент цел живот бил така, неподвижен, не само што стабилен да стои, не само што, дури и скока, може да скока околу нив. Почнува да скока и почнува да го фали Господ во храмот. Постојано е со нив, покрај нив, зад нив. И се разбира, тоа го привлекува вниманието на луѓето. И се вако ова чудо погледнато, со сите овие детали што ги дава Лука, внесува еден сомнеш кон оние современи исцелители и луѓе кои велат дека има дарби за исцеление и организираат кампањи за исцеление. Зошто, во што тој сомнеш? Чудото што ги правеше Христос, чудото што ги правеа потоа апостолите, тие беа по заповед, нели? Заповедаа на оние што има над кого се извршија тие чуда, и тие беа буквално без промашување. Не се случи нито едно чудо, се случи на едно кога нели беше на фази, и целиот контекст ни кажува
текстот, нели, зошто беше на фази, преку тоа чудо Христос сакаше да пренесе на порака за едно етапно отварање на духовните очи на апостолите, на учениците негови. Сите други се случува инстантно. Немаше промашување. Не случуваше чудо во кој требаше повеќе пати да се действува за да се оствари онаа цел што сака, нели, да остварат оние кои во името на Христос заповедаа исцелување. И другото нешто што овде како гледам, нели, сигурноста на чудото, очигледноста на чудото, тоа беа чуда во кој навистина таа сила од Господ, тој динамис, вршеше такво дејство, кој отворилаше секаков сомнеш дали се случило или не се случило чудото. Некој го боли глава, се молим и тој веќе нема боли. Немаше такви чуда, зашто никој друг не знае дали навистина го болела главата на човекот и потоа му престанала. Тоа бе чудо очигледни дека или имаше воскресение од мртви, или имаше такви неподвижни цел живот, или слепи родени. Никој не можеше на никаков начин да не се сомнеш во тоа чудо. И овдека тоа се случува, самиот субјект на чудото, тој човекот целиот живот бил така неподвижен, нанаш во моментот, нели, стана. И едно друго нешто кое, нели, овдека гледам, не се бараше вера од тој човек. Ако, например, ако не се случи некој чудо денес, тоест ако има молитва и чудото не се случи врз болниот, тогаш обично изговорот или вината се префрла врз самиот субјект, нели, кој е субјект на молитва, дека тој нема доволно вера. Овдека воопшто не се спомнува таков момент. Во многу случаи кога Христос или апостолите вршат чудо, воопшто луѓето не знаат што ќе се случи со нив. Во самиот просјак бараше злато или сребро, тој воопшто не побара исцеление, не побара спасение. Петар беше тој кој, нели, му рече што ќе се случи со него. И ако имаш овдека вера, таа вера беше кај Петар. Верата беше кај Јован. Да, и овдека во овие први стихови не гледам, не се спомнува вера. Дури во 16-тиот стих ние ќе видиме, таму се спомнува вера. Без Петар да потенцира дека тој човек имал вера, кој е исцелен. Таму се спомнува верата во контекст дека Христос, дека тој, неговото име беше објавено во конкретниот случај. Дека заради верата во Христос се случи тоа што се случи. За да биде прославен Христос, да биде потврдено неговото воскресение, неговата божественост. И ако без Петар да потенцира од кого доаѓа таа вера, и во секој случај верата доаѓа кај, тоест оние кои што имаа верата беа Петар и Јован. И ако денес, например, треба да обвиниме некој за неуспех во чудото, би требало да го видиме оној кој претендира дека ја има таа дарба, а не се случува чудото. Така да, и ќе го видиме тоа многу јасно во овој контекст, на крајот на криштата, нели, рековме дека она фраза сила, чуда, знаци или динамис, тераси, едно невообичаено надприродно дејство кој води кон Симеон или знак или порака, секој чудо во суштина не е дејство само за себе, едноставно чудо како чудо да се случи тоа чудо, туку во сите тие ситуации и овде кога гледаме, чудото е во определен контекст за докажување, за знак да се потврди Христовата сила, Христовата божественост, Христовото воскресение. Петар јасно ќе им каже после, ние сме сведоци на Христовото воскресение, а преку оваа чудо и вие сте сведоци, бидејќи преку верата во Христос, за да се објави и да се прослави слугата Господов, се случи оваа чудо. И на крајот, уште една работа што е така некако го одликува оваа чудо и чудата во Новиот Завет и делата од современите, е отсуства било каков некаков знак, трага дека тоа ќе послужи за некој да профитира финансиски. Обично денес кога станува збор, кога имаме
луѓе со посебни дарби, харизми, дали да исцелуваат, дали да пророкуваат, дали да со дување во лице да го дават Светиот Дух или што и да е, тоа се поврзува со материјален просперитет. Обично, харизмата некако треба да донесе и материјален благослов. И како тој материјален благослов всушност да е основата на силата за харизмата. Се поврзуваат тие работи. И не случајно, они што денес се смета дека се така посебно харизматични, со некои посебни харизми, си најбогатите пастори или проповедници во евангелскиот свет. Овдека овие апостолите Петар и Јован, тие самите кажа, немаме пари, немаме злато, немаме сребро. Ти може да пуштат, сигурно немале, зашто не би пуштили некоја пара? И не побараа, не ја искористија ситуацијата да речат, сега ти просиш, ти имаш повеќе, може би имал, не знам се, тоа се предпоставки, тој седел таму, многу луѓе поминале. Може да му каже, ти имаш повеќе пари од нас, зашто бараш? Единствената нешто, единствената цел заради која што го искористи сето тоа беше да биде прославен Христос, да се покаже силата на Духот, силата на Бог и потоа да се отвори врата за Словото, преку кое се случи уште поголемо чудо. Дополнителни 2000 души поверуваа. Тоа е силата. Има еден случај со Тома Аквински, оној најголемиот, најпознатиот католички теолог од средниот век. Бил поканат од Инокентиј II, еден од римските папи, кој живее во време кога папската институција веќе почнува така да зима замав, да станува највлијателната, не само духовна, туку и политичка институција во средновековна Европа. Средновековна Европа, Западна Европа, е една централизирана империја. Имаме обедината Западна Европа, како што денес е обедината политичка империја, во тоа време е црковна империја, со централизирана власт во лицето на папата. Една многу силна империја, многу силна црковна држава. Националните држави, Англија, Франција, Германија, Шпанија, тие се всушност подвластени под тој духовен и политички авторитет папата. И во сите тие национални империи всушност царува црквата. Црквата е државата во тие држави која има реалната власт, и духовна и политичка. И тоа е време кога папската институција се полни со пари и влегува во екстрем корупција, неморал во самото свештенство, во самата папска институција и во еден таков момент Инокентиј II го кани Тома Аквински во неговиот кабинет, влегува Тома и гледа како тој број врејки со златници. И се свртува кон Тома, вели, Тома, гледаш ли, црквата веќе не е во состојба да каже немаме злато и сребро. И Тома на тоа му одговорил, да, црквата не е во состојба да каже немаме злато и сребро, тоест не е сиромашна, но црквата не е во состојба веќе да каже стани и оди. Со други зборови, вели, црквата ја загуби власта да воскреснува духовно парализирани луѓе. И тоа е проблемот, често проблемот на црквата, низ вековите, сметајќи дека златото и среброто, богатството, ја дава силата. За жал, и ние запаѓаме во таа илузија, не дека парите не се важни, парите се нужно зло, навистина парите се нужно зло. Да, требаат пари, но парите како пари обезбедуваат некои ресурси да се покаже вистинската сила, бидејќи вистинската сила на црквата не е во материјалните работи, туку во духот и словото. И таа моќна католичка институција, таа моќна држава, црковна империја во средниот век беше растресена од корени. И тоа знаете ли од кого? Од еден обичен монах, сиромашен монах, августински монах, кој излегува против таа моќна институција
И тоа само со слово, со напишани трудови, кои ги шири низ Германија. И кога застанува тој монах во Вормс, пред таа силна институција, пред најмокните луѓе во Западна Европа, и каде што исправен пред ултиматум или да се откаже од учењето, или ќе биде прогласен, а тој веќе меѓу другото е прогласен за еретик од папата, и ќе биде екскомунициран, што значи осуден на смрт, тој вели на сите: најдете едно место во моите книги кои противречат со словото, и јас ќе се откажам. И тоа продолжува понатаму. Тоа е силата на црквата. Силата на црквата е словото и духот. За жал, ние се заблудуваме поведенот нели светот кој промовира други вредности, или каде што има пари, таму има сила. Каде што има слово и дух, таму има сила. Тоа е вистината. Силата и делотворноста на Божиот народ од секогаш била и ќе биде во верноста кон Божјото Слово. Првата црква беше родена од Слово. И црквата продолжи. И оваа втора проповед во низата од 19 проповеди во книгата Дела на апостолите. И ќе видиме како и во секој друга проповед и овдека има еден основен акцент, а тоа е Исус Христос. И овдека уште еден момент ќе кажам, во време кога почнува рационализмот, либерализмот да влегува во црквите низ Европа, низ Америка, има еден човек со една многу така силна мисла, Џон Грешам, кој поучувал во Стенфорд, како се викаше, универзитетот, теолошкиот факултет, каде што влегува либерализмот. И тој основа еден од основачите на Вестминстерската теолошка семинарија, и тој вели: оној што сака да биде херој на верата, не може да биде индиферентен кон Словото на Бог. И тоа е вистина. Секој оној што бил херој на верата, бил човек кој бил посветен на Словото, човек кој одел по духот, кој чекорел по духот. И овде кога гледам истото, Јован и Петар, немаа злато и сребро, но беа луѓе кои беа верни на Словото, луѓе исполнети со духот, кои го следеа, кои се движеа со духот. И нивната цел е исполнета. Значи се случува чудото, влегуваат во храмот, и ова што се случува овдека е нешто нетипично. Значи, поведението на тој човек не е во склад со побожното однесување во храмот. Во храмот луѓето влегувале со некакво богобојазливо однесување, тивки, доводат да се поклонат, да кажат молитва, да идат, и наеднаш таа тишина, таа мистика во храмот е пореметена со некој човек кој скока и вика. Пише дека викал, фалејки го Господ, и скокал. То не може да не го привлече вниманието на луѓето, а всушност го привлекува вниманието кон Петар и Јован, бидејќи ти разбираат од кај доаѓа сето тоа. И почнуваат да се собираат и почнуваат да гледат, вели, вчудо невидени, втренчени и така натаму за она што се случува. И тоа целата цел, всушност, целата поента овдека. Насобран народот, не знаеме, пишува дека 2000 поверувале. Многу народ имало тогаш во храмот. И сите тие се собираат и Петар веднаш го користи моментот за неговата втора проповед. И првото што го прави е да го отвлече вниманието од себе. Тоа се луѓето на Словото. Во таквите моменти ти велат: да, видите, јас колку знам да зборам, да правам големи работи. Не, што не гледате нас? Што сте се загледале во нас? Како демек ние да сме, како пише овдека, како со своја сила или побожност, како со својата божественост, како ние да сме тие од кај што излегува силата, извори на ова. Не. И веднаш го свртува вниманието и лечи: Бог, Авраамов, Исаков, Јаков, Бог на татковците наши, не вели го излекува овој човек, не вели го изврши ова чудо врз човекот, туку што направи Бог? Го прослави
својот, и сега зборот не е син, не знам зашто го превеле така нашите преведувачи, зборот слуга е овдека. Нарочно, така почнува проповедта со зборот слуга и по последниот стих, 26 стих, завршуваат со тоа. Или Бог откако го воздигна својот слуга, најнапред вам ви го прати, за да ве благослови. Почнува со Јаков, Исак, Бог на Авраам, Јаков, Исак, така натаму, и завршува со Авраам. Дека Бог му даде ветување на Авраам, неговото потомство ќе биде благословено и сите они што го благословат неговото потомство. Тоест, Петар, целата таа проповед, од почеток на крај, ја некако контекстуализира кон евреите, таму се сите евреи, за да покаже од Стариот Завет дека всушност беше пророкувано, беше јасно кажано дека тој што дојде, Месијата, прво е Бог и второ е пратен како спасител на евреите. Тоа е целиот контекст на проповедта. И како во првата проповед Петар користи старозаветни текстови како потврда и тоа текстови кои биле многу познати на евреите. И првото нешто што го прави е да ги цитира оние познати, или да го земе како модел, оној познат текст од Исаја 53 глава, кој е месијанскиот текст и говори за страдалникот слуга, слугата страдалник. И во тој контекст Петар користи фраза за Исус слугата, за да асоцира на пророштво од Исаја за слугата страдалник. И ја користи истата структура на Исаја. Исаја почнува со страдалникот кој е возвишен од Бог, страдалникот кој подоцна треба да биде прободен зарад нашите престапи, скршен, да биде мачен, да биде убиен. И потоа на крајот Исаја повторно завршува со прославувањето на слугата од Бог. Таа иста структура овдека ја користи апостол Петар. Да покаже дека, еве, ова што се случи тогаш и ова чудо овдека се сведоштво од Стариот Завет за месијанството на Христос. Второто нешто што го гледаме исто како во проповедта на Педесетница е едно натоварување со вина на слушателите. Минатиот пат, нели видовте во првата проповед, Петар им цитираше од Давид таму, од оној псал, му рече Јахве на мојот Јахве, со што Петар им вели на евреите, вие сте тие кои што го предадовте Месијата во раците на безбожници да го распнат. Всушност, вие си го распнат, вие си губивте Јахве, буквално Јахве. И овдека повторно, или Петар вели, вие го предадовте и од кога се одрековте пред лицето на Пилат, кога тој реше да го пушти, вие го предадовте. Решивте тогаш праведниот и светиот да го убиете, а да ослободите еден докажан убиец. Со други збори, Петар им вели на евреите, еден безбожник, Пилат, разбра дека тој е невин и сакаше да го пушти и побара од вас да го пушти. Но вие рековте не, нема да го пуштите него, ќе го пуштите овој разбойникот, убиецот, а овој ќе го распнете. И за да така некако ја засили таа вина, тој додава и вели во 14 и 15 стих, се одрековте од светиот и праведниот. И двата термина овдека се земени од Стариот Завет, кои се атрибути за Јахве. Светиот е Јахве, праведниот е Јахве. Од друга страна пак, и двата термини отврлаат било каква вина, дека тој има било какво зло сторено. Тој е светиот, што значи исклучен од секакво зло, и праведниот, совршено прав. И вие тој светиот и праведниот го предадовте на смрт. И продолжува и вели, губивте зачетокот на животот, тоест изворот на животот. Изворот на животот во секој од вас доаѓа од него. Ви имате живот заради него. Вие си го убивте изворот на животот и со тоа се убивте самите себе си. Тоа е поентата. И исто така укажува на божественоста на Христос, зашто извор на животот може да биде само
Бог. И повторно вели, вие го ставивте на крст, го распнавте вашиот Бог. Оној на кого се поклонувате во храмот со векови, оној кому што му принесувате жртви, оној на кого му се молите да се грижи за вас и да ве спасува. И сега тука има некои парадокси, како може оној кој извор на целиот живот да биде убиен. И овдека малку ќе вклучам теологија за Светата Троица. Второто лице, Синот Божи, кој ја има во сета полнота божествената природа, заедно со Отецот и Светиот Дух, зеде на себе човечка природа. И во тоа воплотување, нели, во Исус Христос, Синот Божи, личноста на Синот Божи, суштествуваше во божествената, продолжи целосно да суштествува својата божествена, бескрајна природа, додавајќи на себе и човечка, ограничена човечка природа, како што имаме сите ние. И сите оние човечки манифестации што ја гледам во Евангелието, како глад, жед, тумор, па понатаму страдане и смрт, личноста, божествената личност на Синот Божи ги искуси во човечката природа. Дури и смрт. Но тоа не значи дека Синот Божи умре на крстот, зашто лично, дури и ние не умираме во смртта. Во смрт умира нашето тело, но нашата личност продолжува, нели, да живее. Нашата душа продолжува да живее. Така, во човечка природа, Синот Божи искуси во човечката природа смрт. И таа природа човечка продолжува, нели, Павле и во првата проповед не дозволи да искуси распагине. Туку беше воскреснат и овдека продолжува. Губивте зачетникот, но Бог го воскресна од мртвите. И за тоа сме ние сведоци. Вели, тој е жив. Ние го видовме вознесен, воскреснат. Ние го видовме како се воскреснува. И вие сега, и вие продолжува Петар. И вие тоа можевте да го видите. Зошто? И се овдека тој стих, нели малку контраверзен, поради верата во неговото име, овој кого вие го гледате и познавате, го потврди името негово, а верата во него го исцели овој човек пред сите. Бог го потврди неговото име, поради верата во него. Нели? Поради и целата идеја овдека не е да покаже кој Петар, не е ли кој имал вера, очигледно дека верата беше во Петар и Јован, но идејата овдека е да се представи Христос, дека тој е не само што е се уште жив, да, вие го распнавте, го убивте, го погребавте, но тој е жив и не само што е жив, туку тој продолжува да врши чуда, продолжува да действува. Неговото дело продолжува сега преку нас. Тој е вознесен, нели? Тој е таму сега на небото, од десната страна, меѓутоа продолжува преку апостолите, преку својата црква да делува, да служи. Неговото учење продолжува преку апостолите. И овие чуда сега што се случуваат, вели Петар, ова чудо што вие го видовте е доказ за неговото учење. И тој проповед, неговата проповед, апостолска проповед, е продолжение на проповедта на Христос. Тоа е намената на оваа чудо. Сите да видат, сите да се уверат, да бидат сведоци, како што Петар и Јован се сведоци, дека Христос е навистина Бог, кој воскреснал, кој е семокен, тој е зачетокот на животот, тој спасува. Како што впрочем беше и пророкувано. И сега овој текст тука, или поради верата негова, го познав така натаму, и продолжението понатаму, малку внесуваат забавни исто така, вели, продолжува да ги доведе до моментот на покаяние Петар. И сега, браке, знам дека вие тоа го направивте од незнаење. Тоа е пресретнува можност некој да каже, да пишува во Стариот Завет, сите пророци од Самуил па до ден денешен предскажуваат за тоа, меѓутоа ние не знаевме. И Петар им вели, добро во ред, да, и Христос рече на крстот, просто им зашто не знаат што прават. И ако некој смета дека тоа било незнање, сега веќе нема оправдание. Сега веќе незнаењето не може да го користи како оправдание. Иако немате оправдание дека не сте знаеле.
Незнанието не ве ослободува од вината. Но дури еве и да речеме дека не сте знаели, сега после ова чудо немате изговор. Бог она што однапред го навести, преку устата на сите пророци свој однос дека Христос ќе посред тој го исполни. Затоа покајте се, обратете се да се очистите од гревовите ваши. Не. Јасно е овдека поентата на Петар. Не е тука, потоа следно си говори за оние времени за освежување кои треба се луцираат некаде во историјата, но овдека јасно, целта е да ги доведе. Им кажеш, да, за тоа пророкуваа сите пророци, вие сте сведоци на оваа чудо, сведоци за Христовата сила, бидејќи во неговото име, за да биде тој прославен се случи, за вие да се уверувате, да се уверите и затоа покајте се. Покајте се и обратете се. Повторно истиот повик, како и во првата проповед, метаноја. И два пати всушност во текстот употребува Петар иста идеја. Покајте се, метаноја, и обратете се, што има исто значење. На крајот завршува да се одвратите од злобата. Знаете, покајанието, нели, не е едноставно чувство на некаква вина и така натаму, или тага. Да, и Јуда чувствуваше вина, чувствуваше тага, меѓутоа тоа го доведе до самоубиство. Покајанието е она обраќање. Тие луѓе живееа со една представа за Христос како за измамник, како за некој што треба да биде убиен и така натаму. Покајанието значи едно обраќање. Прво во представата Христос е Бог, Христос е Спасителот, оној кој спасува. И целиот потоа ваш живот се усогласува со таквото разбирање за Христос. С таа вера што имате вие во Христос. Прво не говори за верата во 16 стих и за она што е пророкувано од пророци, на крајот ги повикува на покаяние, она клучното што треба да случи како резултат на верата. Верата води кон покаяние, кон промена на целокупното однесување на човек, на целосна преобраза или обнова. И тоа покаяние ќе доведе до благослов. А благословот или основниот благослов е, тука е употребен зборот очистување од гревовите, а вистинскиот збор овдека што е употребен зборот бришење. И како бришење е употребен во два други случаеви, во книгата Откровение, прво во 3 глава, дава таму ветување Јован дека на оние што ќе издржат до крај, нема да бидат избришани нивните имени од книгата на животот, и таму зборот избришани, исто тоа збор што се користи овдека, ексалеифо. А потоа пак во 7 глава има ветување дека Месијата, нашиот пастир, ќе ја избрише секоја солза од нашето лице, и таму повторно е зборот бришење или овој истиот збор. И целата идеја овдека за бришење е земена од древните пергаменти, или хартијата на која пишувале, која поинаква од денешната хартија, потврда, поспецифична, поиздржлива, поквалитетна, но и многу поскапа. Од трска во близината покрај реката Нил се правеле тие папируси, не пергаментица кожа, папируси, кои поради нивната вредност, и се разбира немало такви количини, биле користили повеќекратно. Ке се напише на текст и кога веќе нема значење тој текст, се земало на мокра крпа и се бришало мастилото од тој текст или мастилото, за повторно да се употребува. И тука е таа идеја, всушност, за бришење на гревовите. Една идеја која срекаваме во Стариот Завет, всушност и во случајот со Авраам, кога во Битие 15 глава пишува, нели, кога поверува, тоа му се пресмета, му се запиша како праведност. И на други места се создава една представа, нели, за нашите греови, како за долгови кои се запишуваат во некој тефтер таму од Бог. И во моментот на покајанието, Бог зима една крпа, еден сунгер и брише се. И кога брише, веќе нема текст. Го нема тоа, крај, исчезнува. Тоа е таа идеја. Бришење. Тие веќе не постојат. Ги снелува. И место на истиот тој
папирус Бог запишува праведност. Праведен. И Давид, мислам во 37 сам беше, на многу други места се користи таа идеја за бришење на едно нешто и запишување. Бришење на долг и запишување на добивка или на праведност. И продолжува Петар во следниот стих, и ќе дојде време за освежување. Тука имаше транзиции, како и да. Ќе дојде време за освежување, вели Петар. А сега, да, добро. За да дојдат од Господ времење на освежување и тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос, кого небото треба да го прими до она време, кога ќе се воспостави се што беше рекол Бог преку устата на сите своји пророци од создавањето на светот. И се тука која е така, ќе дојдат време на освежување, да дојдат од Господ време на освежување и тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос. Како да се очекува некое време на освежување што ќе дојде. И тука предскажаниот во оригиналниот текст би требало да биде одредениот, назначениот за вас. Оној кој, чија што намена е за вас да дојде. Точно за вас. И целиот контекст, рековме, почнува од Авраам, Исак, Јаков и завршува со Авраам, тоест некој еврејски контекст. И затоа некои сметаат всушност дека ова станува збор за она месијанско царство што го очекуваат евреите кои ќе се оствари во некој хилијастичко, милениумско царство. Меѓутоа, ако видиме целиот контекст, да, овој момент како да говори за нешто, како да се очекува доаѓање на некој царство кој да ќе биде само за нив. Да дојдат Господ премиња, да дојдат некаде во иднина, и тој да ви го прати вам предскажаниот, тоест и во англиските преводи е зборот апоинтед, тоест оној кој е назначен за вас, со цел за вас. Исус Христос, кого небото треба да го прими до на време кога ќе се воспостави се што беше рекол Бог преку уста на сите своји пророци од создавањето на светот. И тука се земат оние месијански текстови, нели, како остварување на едно некакво царство. Меѓутоа, ако земе целиот контекст и она што следи понатаму, како Петар да говори точно за тој момент што тие го искусуваат. И се некој велат да Петар говори за тоа, оној момент во храмот кога и се случува тоа чудо, но го има и оној другиот момент за 1000-годишното царство. Како и да е, основата на текстот е тоа што сега се случува. Тоест, Бог ветил дека нема да го заборави својот народ, склучил завет со својот народ, пророкувал во Стариот завет спасение на својот народ и сега го исполнува кон својот народ. Тоест, пред сите други да разберат за тоа спасение, вие го имате. Вам ви е дадено. Да, вие го отврливте Месијата, вие го распнавте, го убивте, но Бог повторно покажува милост, ви дава можност да се покаете и да се спасите. И то првим вам, во 26 стих вели, откако го воздигна, откако го вознесе, го постави, го потврди како спасител и Месија, најнапред вам ви го прати, за да ве благослови, да секој од вас да се одврати од својата злоба. Зашто и да се работи, зависно зашто и да се работи, идејата на Петар, кажувајќи ги овие пророчества од Мојсей, па вели преку целиот Стар Завет, до крајот на Стариот Завет. Сите тие пророштва потврдуваат едно. И всушност Петар вели, јас ништо ново не ви кажувам. Јас само ви повторувам она што веќе е напишено и кој се исполни во Исус Христос. И Мојсе за тоа говореше, и сите пророци од Самуил, нели, и понив и така натаму. И вие сами сте синови на пророци и на заветот кој Бог го направи. Вети на Авраам, нели, дека ќе ве благослови вас како потомство на Авраам. И еве Бог го остварува. И ви дава можност да се покаете. Ви дава можност да се спасите од гревовите, да бидат избришени, дури не од било какви гревови, туку
Од гревот да го убиете зачетокот на животот. Од гревот да го ставите на крст самиот Бог. Е многу страшен, многу сериозен грев. Дури, нели, и во таков стат, Бог мисли, Бог не го заборил својот заветен народ, Бог се држи на заветот и еве Бог сега ви дава можност, како верен на својот завет. Она што Бог го ветил, тој нема да го погаси. Ветил и го остварува. А вие треба да поверувате и да се покаете, вели Господ овдека на овие насобрани евреи. И на крајот, нели, завршува најнапред вам ви го прати за да ве благослови. Историски навистина е така. Прво евреите беа благословени со спасението. Првата црква е еврејска црква. Првите ученици се евреи. Самиот Христос доаѓа од во човечка природа со еврејско потекло. Првите мисионери што тргнаа беа евреи и првите цркви што се создава во првите 10 на 15 години беа само еврејски цркви. Нема пагански цркви. И потоа Бог, нели, ја остварува онаа тајна што е скриена во Стариот Завет, за кој Павле вели неколку пати и во Ефесијаните 2 глава вели, тајната која беше скриена из вековите се откри. Мир меѓу сите народи во Христос. Соединување на сите народи во еден народ, Христов народ. Тоа како една прогресија, како еден процес, потоа се остварува во Новиот Завет. Гледаме понатаму. И кога говориме за освежителни времиња, јас сум убеден дека Петар ги повикува на тоа покаяние и бришење на гревовите кој и сега носи освежително време. Нема поголемо освежување за душата која е ослободена, која е растоварена од гревот. Нема поголемо освежување од обновата на човечката личност. Нема поголемо освежување од товарот што човек оценува на тој товар. Навистина, спасението, верата во Христос носи освежување. Една душа која е парализирана во гревот, која страда, која е неподвижна, која се измачува, најнаш станува слободна, зајакнува во благодатта на Бог. Бива спасена, бива прифатена од Бог. Тоа е времено освежување. Тоа е вистинско времено освежување. Оние кои избраа да го ослободат Варнава и да го убијат зачетокот на животот, и ним Бог им го испрати Спасителот. И тоа што беше вистина за евреите, тогаш е вистина и денес и за евреите, и за неевреите. Секој оној кој ќе поверува во Христос, ќе искуси времења на освежување, обновување на неговата душа. И повторно на сцена, затоа Џон Бањан со патникот останува, нели, низ вековите како дело кој поттикнува на инспирација со своите илустрации. Оно моментот кога христијан доаѓа поминува низ вратата и застанува пред крстот. И тој товар што го носи цело време, наеднаш се симнува и тој чувствува улеснување и почнува се тркала надолу и пишува дека во гроб некаде паѓа и не се гледа повеќе, крај. Затворен во гробот, избришан целосно неговиот грев. И тој, тие партали што ги носи цело време, барајки, нели, улеснување за неговиот товар, ги симнуваат од него и го облекуваат во нова облека. Целосно обновен. Едно освежување. И пишува Бањан. И што направи христијан? Вели, 3 пати скокна, како овој човекот во храмот. И почна да го фали Бог. Не. И ако веќе, нели, одиме на Стариот Завет за тие пророштва, ова беше чисто мисијанско чудо, што се случи првото чудо. Зашто самиот Исаја, говорејќи за Месијата и за чудата, нели, што ќе се случуваат, нели, и куците како елен ќе скокаат, како што се случи со овој човек пред храмот. Тој буквално како елен скокаш. Иако цел живот не можеше да ги мрдне нозете. Иако цел живот треба да го носат
на раце. Тоа е Евангелието, простувањето на гревот, вечен живот и радост. Радост што не тера да се радуваме и да го хвалиме Бог. И уште една работа како заклучок, има еден убав опис, нова илустрација, како нова парабола за благодата. Куциот човек просека дојде, барајќи злато и сребро. И тој ќе беше задоволен ако му пуштеа паричка. Но тој доби и исцеление, но тој доби и спасение. Тоа е благодата. Благодата е нешто што Бог го дава. Нешто што Бог дава незаслужено. Тој не заслужуваше воопшто да биде спасен. Бог му го подари. И тоа што ние сме денес овдека, тоа бидејќи Бог решил да нас спаси. Ни дал, ни подарил благодат, ни ги избрешил гревовите и ни ја освежил душата. Така делува благодатта. Тој е оној кој решава да не излечи од таа духовна парализа и да ни даде вечен живот. И ако некој се уште, нели, го чувства тоа, се уште е здрвен, да кажеме, во гревот. Се не сакам да кажам дека не треба ништо да прави, да не бара. Напротив, Словото вели, барајте го од сето срце и со сета своја душа. Барајте го. И тој ќе не најде. И тој ќе ја покаже благодатта. И ќе даде освежување. И тоа е простувањето на гревот, кој носи времења, кој дава со себе, носи тоа простување, времења на освежување е најголемиот благослов. И овдека, всушност, овдека уште започнува Божјото царство. Започнува вечниот живот за нас. Зашто вечниот живот не е време. Вечниот живот не е... Што вечноста нема време. Вечниот живот почнува сега, зашто вечниот живот е состојба на душата. Состојба на свежина. На свежина која што сега доаѓа и останува во целата вечност. Се повеќе и повеќе да го бараме Господ во Словото, во молитвата, да се стремеме кон Него. А Неговите благодати нема да изобилуваат. Тие секојаш ќе се доаѓаат во Неговото време. Дури и тогаш кога воопшто не очекуваме дека нешто ќе дојде. Господ да не благослови и да не насочува таа насока.